Високите сметки за струја ќе ги проголтат парите за капитални инвестиции, реагираат градоначалниците. Раскинувањето на договорите со приватните добавувачи на електрична енергија и најавата дека од 1 јануари за 3 до 4 пати ќе се зголемат сметките за струја ќе представува сериозен финансиски удар, како за општините, така и за јавните предпријатија. Преку ЗЕЛС бараат владата да интервенира, во спротивно им се заканува губење на ликвидноста. Предлогот е да се достави барање до владата за да може да интервенира, за да се практично замрзне цената на електричната енергија, односно цената на покачувањето да биде субвенционирано, односно покриено со државна интервенција, за да се овозможи општините и јавните предпријатија да останат ликвидни. Се уште се прават анализи за тоа колкави ќе бидат новите трошоци за електрична енергија. Според првичните калкулации, ако јавното предпријатие ИСАР претходно плаќал фактура од 4 милиони денари, сега со новите цени истата би изнесувала околу 20. Единствен излез за штипското предпријатие е да се исклучат пумпите од сегашниот бунарски систем и градот со вода за пиење да се снабдува од хидросистемот Злетовица, која директно ќе доаѓа до филтерот. И да се намали ставката за електрична енергија по основ на исклучување на пумпите од бунарскиот систем. Самото тоа што ќе имаме зголемена цена на електричната енергија, не верувам дека ќе се намали трошокот, но барем ќе ги рационализираме трошоците во фаза на одржливост со пуштањето во употреба на водата од хидросистемот Злетовица. Дали водата од Злетовица ќе се дистрибуира до граѓаните, ќе зависи од анализите на квалитетот, кои се прават во Институтот за јавно здравје во Белград.